Продолжуваме понатаму со она што го предвидовме во овој трет час. Зборуваме за една импресивна приказна која во Македонија по 85 години се случува одново, односно добива нова овчарска раса. Едно куче кое што со генерации било дел од македонските планини, денес и официјално е признато во светот. Македонското овчарско куче Караман стана дел од семејството на светски признати раси. За ова признание стојат повеќе од 2 децении истражување, работа на терен и посветеност, а практично за приказната која што започнува од македонските бачила, денес добива и меѓународна потврда, а токму за неа ќе зборуваме во студиото. Ова не е велат само успех за расата, туку и значаен момент за македонската кинологија. Утрово разговараме со браќата Владко и Маријан Костовски, луѓето кои го посветија својот живот на Караманот и неговото признавање. Господа, честитки и ви благодарам што ја прифативте поканата и ово утро сте еве заедно со нас и официјално да ја обзнаниме оваа информација која еве изминатиот период се зборуваше, па и во викендот зад нас се случи и официјалната пресконференција кога заедно Сдруженијето за Караман одгодување куче, Кинолошкиот сојуз, практично ја споделивте оваа важна информација. Добри не дојдовте уште еднашка во Ја сакам Македонија. Ви благодариме за поканата и така. Вака, ајде почнеме од Маријан. На самиот почеток споменав во најавата, Македонија чекаше 87 години за нова овчарска раса. Што значи ова признание за вас лично? Што се однесува до ова што се случи непосредно сега во овој месец, значи во тоа признавање се огледува фактот дека сите ние можеме да успееме ако сме заедно сплотени, ако работиме и ако се обидеме тоа да го работиме како што треба, според нормите на, во овој случај, кинологијата, светската кинологија, и сето тоа придонесе да дојдеме до еден ваков значаен успех. Во врска со почетокот на овој разговор, би сакал да почнам со една многу интересна реченица која е значајна за нашава цивилизација во која живееме, а тоа е во почетокот беше зборот. Имено во почетокот додека бевме студенти, тоа беше негде во кога се осамостојуваше Македонија, читавме најразлични книги и ајде да го видиме фолклорот, македонскиот фолклор, што содржи, што има, како има. И читајќи ги македонските народни песни, лирските песни, лирско-епските песни, потоа приказните македонски, потоа кратките народни умотворби, пословици, поговорки, гатанки и така натаму, собрани од собирачите на народни умотворби како што се Миладиновци, Цепенков, Шапкарев и така натаму, забележавме дека постои едно куче Караман. Особено беше најмногу се јавуваше песната за Челник Пео, и тоа во повеќе варијанти на сите места во етничка Македонија. Најдовме таква, со тој мотив за Невен Пео, најдовме песни и во Пиринска, и во Егејска Македонија, и во Вардарска Македонија, така што видовме дека станува збор за едно куче кое го има насекаде на етничка Македонија. И не само тоа, истражувајќи понатаму, а тоа се случи кога веќе бевме свесни за што станува збор, и откако отидовме по македонските бачила, претежно Галичник, Лазарополи и така натаму, каде што се запознавме со македонските карамани и каде што видовме и каде што слушнавме од старите сточари какви се тие кучиња, каков е нивниот дух, каква е нивната карактеристика и како изгледаат на крајот на краиштата, тогаш почнавме со темелно истражување во почетокот, нормално, без многу фама, без многу дигање врева, едноставно да видиме што е, како и дали ќе може сето тоа да успее. И што забележавме? Забележавме дека, истражувајќи, дека 3 работи влијаеле врз тоа како изгледа македонскиот Караман. Тоа се релефот и климата, прво, под А, под Б, односот на македонецот спрема кучето, нели кучето и човекот се најголеми пријатели и најдобри другари, па оттаму го имаме и, како се вика, тој однос бил на тој начин што македонецот низ вековите постојано бил во робство, живеел со оскудна храна и така натаму, така што и Караманот имал таква можност да живее, така што бил принуден
дохранувањето да се приспособува со тоа дохранување на секаде во природата, така што станува збор за поради тој начин на живот станува збор за едно многу паметно куче. И третата работа која направи големи проблеми во понатомошното селектирање и одгледување, тоа беше влијанието на другите раси кои почна интензивно да се донесуваат по осамостојувањето на Македонија, почна да се донесуваат тука во Македонија, да речеме, други странски раси и така натаму. Особено турскиот Карабаш почна да влијае врз генетиката. Гледам, но сега доста луѓе по нивните бачила, така што беше многу тешко најпрвин да ја исчистиме таа генетика, да дојдеме до изворниот Караман. И поради тоа носевме доста голем број примероци во Скопје, во нашата одгледувачница. Потоа полека почнавме да ги шириме кучињата по пријатели, по другари, и така почна да се шири, потоа да се шири таа раса насекаде. Мислам, се уште не беше раса, се уште беше во почетокот. И уште нешто, значи, во меѓувреме најдовме доста податоци за Караманот по црквите, по манастирите, ликовни представи на Караманот. Имавте практични сликата за вистински Да, видовме дека на вистина во минатото Караманот бил насекаде. И имаме две работи кои треба да ги знаеме, имаме биолошки Караман и имаме митски Караман. Значи, Караманот како митско куче го имаме кај македонците на тој начин што, да речеме, и самото име кажува што е како е, затоа ќе зборуваме. И да речеме, на картата на Винченцо Коронели, која датира од 1692 година, имаме на таа карта два грба. На левиот грб е представено црно куче, на десниот е представена тојага со рогови, и пишува на италијански, значи на левиот грб пишува Macedonija avanti Ales, значи пред Александар, а на другата Macedonija dopo Ales, значи грб по Александар, оној со роговите и со мотката. Таа мотка е нели од Херакле. Да, тоа што македонци тогаш се доживувале себе си како наследници на Херакле и така натаму. Но тоа сега не е важно. Битно е да кажеме дека македонските карамани понатаму најдоа примена и во секојдневието на денешниот македонец, на тој начин што дававме кучиња да влезат не во службена употреба, туку да ги чуваат дворовите, да ги чуваат имотот, да го чуваат и така натаму, така што за него може да се каже дека она што му е дадено доверено на чување, тој успешно го изведува, го прави и така натаму. Колку беше тежок процесот на истражување кое што, спомена и Маријан, ве однело и во планините и во бачилата? Колку беше целиот процес тежок на собирање на сите овие информации? Тој процес не беше тежок, тој ни представуваше задоволство, причина да разговараме, браќа сме, во иста куќа живееме, целиот ден ни беше исполнет и со одгледување на кучиња, и со разговори околу тоа на кој начин ќе се продолжи, во кој правец ќе оди селекцијата. Пред да направам краток осврт како се стигна до овој датум, 11 февруари 2026, да добиеме првата раса во која го има името Македонија, македонско. Прво сакам да ви заблагодарам за поканата, затоа што оваа телевизија, ова студио за нас буди посебни емоции, затоа што приказната за Караманот започна тука. Пред 25 години? Далечната 2004, 22 години, во емисијата Пет шоу на Мелита Ракичевиќ, ја промовиравме книгата Македонско овчарско куче. Првата книга Караман во 2004 излезе во јануари, меѓутоа таа беше готова 2003 и таа е историска од следниот аспект. Првите примероци на карамани, дичо и чигра, јас и Маријан почнавме да ги одгледуваме далечната 1998, минатиот век. Во нашите два бокса тие стана претесни нашиот двор за
почнавме уште да довлечуваме кучиња од бачилата и за таа намена купивме парцела од 2000 квадрати и тоа е првиот репродуктивен центар за оваа раса. Веќе од 1999 до 2003 почнавме со мерење на кучињата и оние што се родени кај нас и сме ги давале кај наши пријатели и кучиња на терен снимени по бачила, по дворови, по селата. И според тие мерења, значи измеривме 237 кучиња во тој период од 4 години и според тие мерења ние го составивме стандардот за расата. Значи знаевме дека ќе дојде денот кога кинолошките судии ќе се соочат со она што ќе им го приложиме во изложбениот ринг и за секоја раса постои стандард, идеален опис како треба да изгледа еден примерок од таа раса и тоа се прави со зоотехничка студија со мерење на физичките карактеристики на кучињата. Таа книга Македонско овчарско куче Караман, која во ова студио ја Мелита ја покажува на фотографијата, само тоа остана, снимката не ја сочувавме, е историска од тој аспект што за прв пат во Македонија се објавува книга во која постои раса на куче која е исклучиво македонска. Ние го имаме и шарпланецот, тоа е убава раса, исто овчарска. Сите овчарски раси се претежно природно настанати во планините и се доброчудни кучиња. Меѓутоа, ова е единствена раса која во своето име го има ја има придавката македонско. И тоа ни беше приоритетот кога почнавме со Маријан, треба нешто да направиме за оваа наша Македонија. Делиме практично со Србија и Македонија, да. И името на расата, на таа раса прво е, значи таа е регистрирана 1939 година под името Илирски овчар. 70-тите години го менува името во Југословенски овчарски пас Шарпланинец и под тоа име се уште е во Светската кинолошка федерација со српскиот назив постои, така го оценуваат. Југославија не постои, меѓутоа постои во името на оваа раса. Следуваше контакти со наши пријатели, роднини, влюбеници во расата, на кои им ги подарувавме кутрињата кои ги произведувавме од кучињата симнати од планина и во оваа прилика згодно е да се споменат имињата на првите караманџи, дел од нив се уште чуваат, некои од нив чуваат и македонски паничар, некои веќе не чуваат, некои се во странство заминати, толку е периодот од почетокот до денес. И би ги споменал во оваа прилика Жарко Трпевски, Љупчо Боцевски, Томица Ѓорѓиевски, некој од нив Ивица Здравковски, Станимир Ѓуревски, Дарко Димитриевски, ги има повеќе, нека ми простат кого измоив да спомнам, меѓутоа ќе ги спомнеме на оние кои не се израдуваа на овој датум. Тоа е Душко Мандаровски Мандар, Стојан Гиевски и Веле Ангелевски, а исто така и не се израдува на 11 февруари Владимир Крстевски, нашиот драг пријател, кој ги оценуваше караманите на првите 3 државни изложби. Овие луѓе се покојни и затоа не го доживеа овој момент. Да. Дали тогаш бевте свести дека започнувате проект кој што ќе трае 20 години? Дали низ овие 2 децени некогаш помисливте да се откажете? Не помисливме, верувавме во тоа, имавме сопки, секогаш кога нешто се промовира, нешто што е македонско, знаевме дека и на такви нешта ќе наидеме, меѓутоа, јас бев 13 години од основањето на клубот, заедно го основавме, бев 13 години председател на клубот и се појави Илија Каров. Во него препознавме дека има желба за работа, дека има потенцијал, има менаџерски способности. И така се Илија прифати да биде председател и се поклопија коцките и хронологијата е следнава. Значи, ова меѓународно признавање не е случајно. Значи, прво би сакал и да ги споменам и луѓето, раководните лица кои беа на Кинолошкиот сојуз на Македонија,
кој председател, кој генерален секретар, а кој повеќе, кој помалку придонесоа да се случи ова признавање. Најнапред би го споменал Габриел Стибел, кој секогаш е нашата поддршка и сега кога работиме на македонскиот паничар, Слободан Милошевски, тогаш беше генерален секретар, Панче Дамевски, Сашо Пешев, Владко Ананчевски, Слободан Настевски. Првото официјално презентирање на македонскиот караман пред челниците на Светската кинолошка федерација се случи пред 11 години. Оваа година е јубилејна, значи во 2016 година во Милано Кинолошкиот сојуз на Република Македонија е признаен како официјална членка на Светската кинолошка федерација. Но на тоа му претходи посета на председателот на ФЦИ и извршниот директор. 2015 година на 29 август во Струга најнапред Панче Дамевски ги оценува караманите, а потоа се врши една презентација пред председателот Рафаел де Сантиаго и извршниот директор Ив де Клерк. Тоа е официјалното првото презентирање на караманите пред ФЦИ, тогаш се запознаваат со расата, меѓутоа откако Јордан Христовски, кој има голем придонес за признавањето на расата, предходниот председател на Сојузот, во координација со председателот на клубот Илија Каров, пред 6 години започнуваат една интензивна акција за меѓународно презентирање на караманите. Во 2021 ги носиме 5 карамани во Будимпешта на Европското првенство. 29 декември се прво ги оценуваат караманите, а потоа една спектакуларна презентација пред публиката и пред сите и двете комисии на ФЦ и председател, целото раководство е таму. Следува Загреб светско првенство, 2 карамани се носат, па следува Европското првенство од целја Словенија, 4 карамани носиме и лани што се случи на 7 септември 2025 кога доаѓа двете комисии на Светската кинолошка федерација за признавање на раси, председателот, целото раководство е тоа во Охрид, во Аквалина на 7 септември се врши една голема презентација на македонски карамани и комисиите го разгледуваат целата документација, родовна книга, ДНК анализи и резултатот е овој. Многу кусо за крај, имам навистина малку време, имаме многу да разговараме. Приказната трае 2,5 децении, но имаме прилика да зборуваме и за македонскиот паничар, но за крај, што следува понатаму за караманот? Светла иднина во секој случај, затоа што се помасовно луѓето почнуваат да одгледуваат карамани и тоа ми е драго. Инаку да спомнам за крајов, зборот караман всушност не е збор, тоа е реченица, многу стара, древна реченица која е негде околу 3000 години. Кара, оној што ги носи, тоа е древен збор во југоисточните македонски говори и ман, според Илија Чашулев, наш реномиран светски лингвист, ман е душа на покојник. Значи, караманот е хтонско куче, психопомп, значи оној што ги носи душите на покојниците. Она што е Анубис за египетската митологија, тоа е караманот кај нас. Да. Владко, Маријан, ви благодарам што бевте наши гости ова утро и ја споделивте оваа навистина значајна и инспиративна приказна. Ви посекувам уште многу успеси, секако караманот да си го добие местото, иако веќе го заслужи, си го добие местото што го заслужи, не само кај нас, туку и еве и во светски рамки. Ви благодарим уште еднаш за одвоеното време, па еве следната наша средба нека биде кај вас на терен да ги видиме и расата караман во живо. Еве, покана за 10 мај ќе биде 4-та државна изложба за македонски паничар во паркот во општината Ѓорче Петров. Се надевам ќе пуштите екипа за да се снимат. Сигурен